64 амбулански прегледи се извршиле во текот на вчерашниот ден во ковид центарот во Тетово, што е големо зголемување на фреквентноста на пациентите. Повторно расте и бројот на ново заразени, а во Тетовскиот клинички центар во моментов се хоспитализирани 24 лица. Само еден од нив не е на кислородна поддршка. 4 имаат примено само една доза вакцина, а еден е целосно вакциниран, но за сега е во стабилна состојба. Застапени се пациенти од повеќе возрастни групи и речиси сите имаат коморбидитети. Имаме 31, имаме 37 и другите се над 65 години. Сите овие пациенти и овие помлади, што ви ги реков, се со обезитет, значи со прекомерна телесна тежина. А овие други пациенти имаат други коморбидети, имаат со срцева слабост, имаат бубрежни проблеми, и некои се и со респираторни и хронични болести. Така да во моментот не се работи само, и тоа сум ви го рекол и претhodно, дека пациенти што се третираат во ковид центарот, значи едната страна е инфекција, а другата страна е оти се работи за пациенти кои имаат други коморбидитети, други хронични болести и во исто време паралелно треба да се третираат, да речем, 1, 2 или 3 болести. Така да, навистина тоа го усложнува целата таа терапевтскиот пристап кон такви пациенти и затоа е навистина непредвидливо исходот на лекувањето на овие пациенти. Ние не знаеме дали е тој четвртиот бран или не, али како и да е, значи имаме на тој правец се оди, оти вчера имавме заклучно со вчерашниот ден имавме 64 амбулански прегледи. Тоа не сме го имале и во тие есенски кога беше тој бран у есен. Така да имаме зголем број на амбулански прегледи. И од тие прегледи ние очекуваме и од тие пациенти што ги имаме дека скоро по речем денес или утре некои од нив ќе ни бидат као пациенти. Така да навистина е малку по-така алармантно од воспоредба со лани кога ова време е нешто поблаго беше и подобро. Зголемен е бројот на тестирања, вели доктор Нуредини. Многу луѓе патуваат и се враќаат во земјава, пристигнуваат и печалбарите, со што фреквентноста на луѓе е голема, па и ризикот од ширење на вирусот, бидејќи голем дел од новите пациенти се импортирани случаи. Првиот дел пак од теренската вакцинација е завршен и се вакцинирани над 2000 луѓе, но сепак тоа не е доволно. Интересираност има, со оглед на тоа што Тетово е поголем град и околните села сме втори после Скопје. Мислам не е доволна бројката што се вакцинираат без термин во моментот, но процесот е без проблеми и во главном, значи секој дневно има граѓани кои што се вакцинираат без да кажем претходен термин. Апелот од лекарите е се уште истиот. Вакцинацијата како основна мерка, носење маска во затворени простории, а и препораката граѓаните често и темелно да ги мијат рацете и да не се групираат.